Учењето на Великден. Секоја година илјадници луѓе се искачуваат на планина на италијанските Алпи, за да ги поминат станиците на крстот и да стигнат до големиот крст. Еден турист забележал тешко видлива патека што води зад крстот. Тешко се пробил низ густата вегетација и на негово изненадување дошол до друг споменик, до светилиште кое символизира празен гроб. Тоа било целосно занемарено. Грмушките пораснале околу него. Речиси сите доаѓале до крстот и застанувале таму. На сличен начин и денес многумина доаѓаат до крстот, до местото на очај и скршено срце. Сепак премалку од нив го надминуваат крстот за да ја најдат вистинската порака на Великден. Многумина препознаваат неправда, насилство, лицемерие, себичност, омрза во овој свет. Сепак многумина застануваат тука. Не се задоволуваат со тоа што го гледаат, би можеле да кажеме дека се искрено против злото, но сепак тешко им е да одат чекор понатаму и да ја сватат Исусовата победа над смртта и злото. Првите христијани вложиле се во воскресението. Ако тој падне, се паѓа. Апостол Павле рекол во своето прво послание до Коринтјаните во 15 глава: ако Христос не воскресна, тогаш, вели Павле, нашата проповед е неоснована. Вашата вера исто така неоснована. А ако Христос не воскресна, вашата вера е без никаква вредност. Ако Христос не воскресна, вели светиот апостол Павле, тогаш христијанството старо од 2000 години е без никаква вредност. Ако Христос не воскресна, нашето читање на Библијата, нашето одење во црква, нашиот молитвен и побожен живот, нашите добри дела се без никаква вредност. Сето тоа е без никаква вредност и залудно ако Христос не воскресна. Познатиот историчар Филип Шаф напишал: воскресението Христово е големото испитно прашање од кое зависи вистината или лагата на христијанството. Христијанството е или најголемото чудо, или е најголемата измама што историјата е забележала. Се зависи од тоа дали Христос навистина воскреснал. Ако воскресението е само убав, утешен мит, тогаш нашата вера е залудна. Но како можеме да бидеме сигурни дека тоа се случило? Како можеме да докажеме дека се случило воскресението? Каков аргумент би им упатил на оние кои тврдат спротивното? Како да се одговори на тврдењата на оние кои го негираат воскресението на Исус? Ке споменеме две главни теории против воскресението. Прво, идејата дека учениците биле суеверни со недостаток што лесно верувале во приказните за духови. Второ, идејата дека учениците биле мудри измамници кои ја измислиле приказната за воскресението за да основаат нова религија. Прво, самите ученици многу бавно поверувале во воскресението. Малку верувал Тома, но не само тој. Тој само прашувал во Лука 24 глава во 10 и 11 стих. Понатаму двајцата ученици од Емаус не сакале да веруваат и покрај доказите. Нивните зборови покажуваат дека дори и самите ученици се уште не верувале иако виделе. Така никој не верувал во она што го зборувале жените. Дори кога се појавил Исус, некои се уште се сомневале. А Исус кога воскресна во првиот ден на седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде и им јави на оние што беа со него и што плачеа и рида, но тие кога чуеа дека е он жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа се јави во друг вид на двајца од нив по пат, кога одеа в село. И штом се вратија, ти им кажа на другите, но ним не им поверуваа. Најпосле им се јави на 11 кои беа на трпеза и ги укори за нивното неверие и жестоко срдечност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснатиот. Марко 16 глава 9 до 14 стих. Тие не би можеле да бидат
лековерни се освен тоа. Второ, Евангелијата ги прикажуваат учениците како неспособни за каква било измама. Кога го фатиле Исус, се распрснале, вели Библијата. Се заклучиле во собата, плашејќи се дека исто ќе им се случи и на нив како и на нивниот учител. Тие биле толку преплашени што не сакале нито да одат до гробот, туку грижата за телото на Исус им ја препуштиле на жените. Тие биле целосно неспособни да измислат некакво воскресение или да го украдат телото. Ако само го измислиле сето тоа, тогаш можеле да го направат тоа на помудар начин. Например, сите Евангелија велат дека жените биле првите сведоци на воскресението, во што никој мудар во тоа време не би поверувал ако се било само измислено. Имено еврејскиот суд воопшто не би го прифатил сведочењето на жените. Подобро, например, Петар, Јован или уште, например, Никодим. Различити детали не се целосно договорени дали имало еден или два ангели, зашто Марија Магдалена го измешала Исуса чувар. Дали била со Соломона и другата Марија или сама, зошто жените се представени како да се плашат. Трето, најголемиот аргумент во корист на воскресението е празниот гроб. Гробот е празен, телото го нема. Да не било така, противниците многу брзо ќе го покажале телото на Исус. Факт е дека немало тело. Имало различни обиди да се објасни исчезнувањето на телото, но нито еден не бил убедлив. Најчесто објаснување, учениците го крале телото додека војниците спиеле. Тоа наводно го направиле за да го измамат народот и си нашле нова религија. Тука се појуваат и проблеми. Тешко да се замисли дека целата специјално избрана стража заспала на должност кога изречно добиле наредба да внимаваат. За да се извлечат, рекле дека заспале и дека учениците го зеле во тоа време. Како можеле да бидат сигурни дека тоа го направиле учениците ако спијат, например? Ако учениците успеле да го земат и сокријат телото, тогаш свесно проповеделе лага и биле подготвени за затвор, тепање, камшикување, па дури и смрт. Најголем доказ во корист на воскресението е промената на учениците. Ликовите од Евангелието се нови и различни во дела на апостолите. Смртта на нивниот учител ги оставил очајни и разочарани, но во дела тие се појавуваат како луѓе кои ги положуваат своите животи за Господа и кои се способни да го променат светот. Тешко е да се замисли дека таквата промена е можна врз основа на лукаво смислен план за измамување на целиот свет. Ова промена била можна само со силата на Светиот Дух, кој можел да се спушти само откако Исус воскреснал и се вознел на небото. Прво, Христовото воскресение носи промена во нашиот проблематичен живот. Да ги слушнеме зборовите на ангелот на гробот на Исус во неделата рано наутро. Го барате распнатиот Исус од Назарет? Петар бил спомнат особено затоа што требало да му се посвети посебно внимание од сите ученици. Петар јавно го негирал Исус. Петар го почувствувал товарот на вината. Се чувствувал одговорен за смртта на Исус. Затоа на Петар повеќе од кој било му требало втора шанса. Исус, почитувани, и нам ни нуди втора шанса. Тој знае дека не сме совршени. Тој знае дека притиснати од човечките грижи забораваме на излезот што ни го овозможил преку своето воскресение. Тој знае дека ние го негираме во мислите и постапките. Да, знаејќи какви сме, тој не сакал толку многу што умрел и воскреснал. А неговата смрт и воскресение се темел на нов живот целосно изменети. Токму ова промена кај нас и кај Исусовите ученици е најголемиот доказ во прилог на фактот дека воскресението навистина се случило. Учениците после воскресението се сосема нови и различни. Смртта на нивниот учител ги оставил очајни и разочарани, но во дела тие се појавуваат како луѓе кои ги положуваат своите животи за Господ Исус Христос и кои се способни да го превратат светот. Воскресението и слегувањето на Светиот Дух ги ослободило нивните големи духовни и морални сили.
да го повторно земеме Петар како пример. За време на сите тие настани во пресрет на Исусовите маки и смрт, Петар трагично паднал. 3 пати се одрекол од Исуса. Тој се колнел и молел како никогаш да не го почувствувал влијанието на Исус во својот живот. Потоа излегол во ноќта и плачел горко. И кога Исус умрел, им се придружил на другите во горната соба за затворени врати поради стравот од евреите понизен до крај. Но кога ќе свртиме 1 или 2 страници во Библијата, го гледаме тој истиот човек како стои смело и бестрашно го проповеда Исус на голема толпа, врз основа на која 3000 луѓе поверувале во Христа и се крстеле истиот ден. Ако го погледнеме следното поглавле во Дела, ќе го видиме како успешно се брани пред Синедрионот, достоен да претрпи срам за името на Исус. Малку понатаму го гледаме како спие во својата келија ноќта пред неговата очекувана екзекуција. Симон Петар е нов човек. Што довело до таква промена? Што довело до промена кај другите апостоли? До неодамна биле исплашени и сомничави, како цел свет да се превратил наопаку, а сега биле подготвени да одат во затвор, да трпат тепање и камшикување, па дури да умрат поради веста дека Исус воскреснал. Нема сомнение дека учениците на Исус се промениле, убедени во добрата вест дека Исус воскреснал и ја победил смртта, добиле нов елан, започнале нов живот. Великден нема вредност ако не му дозволиме на Светиот Дух да ја направи истата промена во нашите животи, промена поради фактот што Исус умрел наместо нас и што ја победил смртта со своето воскресение. Ако се уште мислите дека животот е бесмислен, дека се е толку темно и празно и дека се завршува со безнадежната смрт, ако сте очајни и тажни поради ова, Великден е добра вест за вас. Исус воскресна и животот не е бесмислен. Исус ја победи смртта и сите ние кои веруваме во Него ќе воскреснеме во нов живот кога Тој повторно ќе дојде по нас. Исус рекол: Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Ова вест донела промена во животот на многу луѓе. Таа направила многу нови луѓе кои се радуваат на животот, луѓе кои живеат за другите, луѓе кои очекуваат Христос повторно да се врати да не воскресне во нов живот. Исто како што Исусовиот Великден ги преобразил учениците да сведочат за Исуса, така треба и ние. Исус е жив, ја победи смртта. Имаме што да им кажеме на другите, немаме од што да се плашиме. Како изгледа животот без вистинско верување во воскресението? Избезумено се бориме за живот, бегаме, се криеме, постојано во страв да не ни заврши краткиот живот. Тоа не значи дека оние кои веруваат во воскресението непотребно се изложуваат на опасност, дека не ги превземат неопходните чекори за да се заштитат. Меѓутоа тоа значи дека за оние кои веруваат во воскресението на Исус, борбата за опстанок не е примарна мотивација и цел на животот. Главната цел на таквиот живот е да се прослави Христос, дури по цена на животот. Второ, Исус го победува нашето неверување. Пошто Тома се разликувал од другите ученици? Во ништо. Во се како и другите, освен можеби Јован, ниту тие не верувале додека не го видат тоа со своји очи. И покрај сведочењето на Јован и Марија, тие сепак се затвориле во собата во страф од евреите. Читаме во Јован 20 глава 19 и до 23 стиха. Тие беа Марија Магдалена и Јована и Марија Јаковова и други со нив, што им го кажа тоа на апостолите, и нивните зборови им изгледа како лага и не им поверуваа. Но Петар стана и отиде бргу до гробот, и кога се наведна, го виде внатре само покровот и се врати, чудејки се сам во себе за она што станало. Ова е од Лука,
24 глава од 10 до 12 стих. Тие не веруваа, мислеа дека е измислица. Петар само се чудеше. Само збунето се уште немаа вера. Не веруваа ниту двајцата од Емаус. Меѓутоа, Исус не ги отфрлил ниту учениците, ниту Тома. Исус и денес не ги отфрла луѓето кои се сомневаат, се додека тие се искрени и не ги отфрлаат сите начини на кои тој може да дојде до нив. Сомнежот може да игра важна улога во процесот на размислување за тешки моменти и прашања. Подобро е да се сомневате гласно, отколку да се сомневате тивко. Има повеќе верба во оној кој инсистира да биде 100% сигурен, отколку во оној кој површно го повторува она за што никогаш сериозно не размислувал. Зошто Исус не се појавувал почесто меѓу луѓето? Зошто го ограничувал своето појавување само на своите ученици, само на оние кои веќе верувале? Немаме ниту еден извештај за спротивното. Зошто не се појавил во палатата на Пилат или пред Синедрионот или во мноштвото? Одговорот може да биде во зборовите што Исус му ги кажал на Тома. Читаме во Јован 20 глава 29 стих. Блажени се оние кои не виделе, а веруваат. Исус им дал толку многу докази на своите ученици што им било речиси невозможно да не веруваат. Исус го прекршил своето правило кога станува збор за охрабрување на верата. Тој го направил својот идентитет толку очигледен што било невозможно да не веруваат учениците. Зошто? Морал да го стори тоа за да бидат целосно убедени во она што лично го виделе и слушнале, затоа што нашата вера, ние кои не сме го виделе тоа, целосно зависи од тоа дали ќе им веруваме на очевидците. Ако тие не биле сигурни дали Исус воскреснал, како би нам денес било? Меѓутоа, Исус вели дека сме блажени ние кои не гледаме, туку веруваме. Зошто јас верувам? Постојат бројни аргументи во прилог, но не и непобитни докази. Да постоеле тогаш тоа не би било вера. Сепак јас верувам во Великден затоа што во длабочините на душата сакам тоа да биде вистина. Сакам победа над злото, над смртта. Верувам затоа што го запознав Богот на љубовта. Богот на љубовта мора да најде начин да ја победи смртта. И не само тоа. Бог наоѓа начини да го надмине нашето неверување. Не отврла поради нашите сомнежи, се додека сме искрено на негова страна. Не отврла ни поради нашата привремена слабост, страф и двуумење, се додека сме на негова страна, сепак тој сака конечно да не направи смели сведоци на неговото славно дело за нас. Број 3. Не треба да се плашиме од смртта. Христос ја победил. Наједноставното значење на Великден е дека живееме во свет каде што Бог го има последниот збор. Во петок вечерта се изгледало како злото да е господар на животот. Најсветата и најмилата личност што некогаш живеела била мртва, во својот гроб, распната од безобзирните тирани. Оној кој ги потикнал најголемите надежи кај луѓето сега умрел на најсрамен начин. Тие часови кога неговиот глас мировал, а неговите раце биле мирни, биле најтемните денови што ја доживеало нашата раса. Ако Цезар би можел да му стави крај на животот на Исус, тогаш никој повеќе не можел да се надева на ништо. Надежта во таков свет не би била ништо друго освен предмет на подсмев. Меѓутоа, тогаш дошло тоа великденско утро и славните зборови воскресна. И на триумфот на злото му дошол крајот. Од тој момент кога Марија Магдалена го открила тој збунувачки, но радосен факт на победата, никој чие срце е чисто и чии напори се искрени, нема повеќе причини за страв или очај, ако верува во воскресението. Едно убаво пролетно попладне, едно момче се возел со својот татко по селскиот пат. Одеднаш пчела пролетала низ прозорецот на автомобилот и влегла внатре.
Бидејќи момчето било алергично на убоди од пчела, се уплашило. Занемело од страв, но таткото брзо реагирал. Ја фатил пчелата, ја стиснал во раката и потоа ја пуштил. Но штом пчелата почнала повторно да зуе, момчето повторно се исплашило. Таткото забележал паника на лицето на детето. Повторно ја подел раката, но овој пат покажал кон него. Момчето можело јасно да го види убодот кој останал во кожата на прстот. Гледаш ли, прашал таткото, веќе не треба да се плашиш. Дозволив да ме боцне наместо тебе, пчелата веќе ништо не ти може. Во првото послание на апостол Павле до Коринтјаните во 15 глава, во 55 стих Павле јасно напишал: каде е твојата победа, смрт? Смрт, каде ти е осилото? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е во законот. Но благодарение на Бога, кој ни дава победа преко нашиот Господ Исус Христос. Се сеќавате ли на таткото кој му рекол на преплашеното момче: сине, не треба повеќе да се плашиш, дозволив да ме боцне пчелата поради тебе. Пчелата веќе ништо не ти може. Ова порака за Христовата смрт и за воскресението за Великден е порака за сите нас. Повеќе не треба да се плашиме од смртта. Христос претрпел смрт наместо нас. И благодарение на неговата победа, ние сме избавени од гревот. Затоа во првото послание до Коринтјаните го наоѓаме ова прашање: смрт, каде ти е осилото? Одговорот е: Христос го превзеде тоа на себе. Тој дозволи да биде прободен за нас, но тој воскресна. Нема повеќе страв. Нов живот е пред нас. Не треба да се плашиме од смртта затоа што сме спасени во Христа. Христос денес е на небото. Тој се вознел според неговото ветување. Тој ќе дојде повторно на оваа земја, но како цар и спасител. Да се приготвиме за таа средба.